Докторе, кои се најчестите проблеми по менталното здравје со кои што се соочуваат луѓето кои прележале ковид, меѓутоа и оние воопшто, нели сите сме засегнати од пандемијата? Кога зборуваме за психолошко-психијатриски последици од пандемијата, во прв ред мора да споменеме ковид психозата. Имено до тој степен се изманипулира со овој вирус и со неговото непредвидливо однесување и неспецифични карактеристики, дека и голем број од популацијата, не само кај нас во светот, остава многу непознаници и недоумици од тоа дали вирусот е вештачки створен, дали е пуштен, дали е со цел за биолошка војна, или е тоа само манипулација, или глупава потреба да се смали популацијата за 1 до 2 милиарди. Сето тоа се теории на заговор, меѓутоа голем дел од луѓето веруваат на такви теории на заговор и тоа е всушност корона психозата од која поголем број луѓе страдаат. Тука е пред се стравот од тешките последици од прележување на самата вирусна инфекција, од една страна, од друга страна рестриктивните мерки кои секоја влада мора да ги спроведе во епидемиски услови, а кои се покажа дека начин на кој се спроведуваат е нерационален, нефункционален, од тоа ова вирусната инфекција е респираторна инфекција, се пренесува преку горните респираторни патишта. Имавме тоа да се дезинфицираат гумите на автомобилите и слични глупости, само затоа што здравствените власти и севкупно властите во светот беа затекнати со оваа непознаница, кој вирусот е одамна познат, само што ова е варијанта. Прето имавме мерс, сарс. Од друга страна, бевме принудени да живееме во ограничени услови, дали тоа се полициски час, дали тоа се ограничено движење, дали тоа се потребите ако 20 километри од градот отидеме некаде да мора да трошиме пари, да правиме тестови кои ќе важат 72 или 48 сата. Сето тоа се некои абсурдности само затоа што не се почитуваат стриктно, ригорозно мерките кои здравствените власти треба да ги донесат, а извршната власт да ги реализира и тука без поговор. Од тука останува многу простор за дури теории на заговор до степен на параноидност. Секвестрацијата, изолацијата на луѓето доведе до онака потенцирање на алиенацијата, на отуѓување човек од човек. Зборуваме за социјална дистанца. Не. Треба да зборуваме за физичка дистанца, а социјална компактност и хомогено, затоа што сите овие несреќи, и земјотреси, и пожари, и сообраќајни несреќи, и масовни несреќи, што ги доживуваме, сите делуваат како значаен травматски фактор, а во овие услови уште повеќе се потенцираат нивните ефекти. Ти идат од степен до нарушување на однесувањето, изолација, депресивни реакции, краткотрajни, пролонгирани вистински депресии, нарушување на интерперсоналните односи во кругот на семејството, во кругот на работната средина, работните организации. Значи, сето тоа допринесе светот во целина, не само ние на Балканот, во помал или поголема мерка да се однесуваме ирационално. И тоа не само сега, актуелно, туку последиците врз менталното здравје ќе бидат подолго отрајни и најчесто ќе се манифестираат како пролонгирана анксиозно, депресивна состојба, кај некои дури параноидни реакции, параноидна состојба, не само кај оние кои го прележале вирусот со помали или поголеми последици, туку и оние кои имале за среќа или со полесна клиничка слика или без симптоми. Имено, ако беа во случај кога се атакирани белите дробови, таа состојба на недостаток на воздух со ниска сатурација, со кислород, тоа е чувство како да се наоѓате во гасна комора. И таква реакција, такво чувство имаме и при паничките нарушувања, паничкото расстройство. Така да, јас за жал имам или за науката е потребно, меѓутоа за жал за пациентите имаме голем број на такви пациенти со
краткотрajnih, подолготрajни последици од прилежаната COVID инфекција. Да, баш тоа беше следното моje прашање, да ве прашам, дали овие нарушувања ова се сериозни проблеми кои што подоцна ќе се развијат во некои нарушувања или одредени ќе бидат краткотрајни во одреден временски период ќе ги снема? Каква ќе биде состојбата на луѓето откако ќе заврши пандемијата? Може ли да се претпостави тоа? Па се разбира да ќе постојат последици и врз економијата, и врз општественото функционирање, врз стандардот. Меѓутоа, од медицински аспект последиците најголеми ќе бидат врз менталното здравле, од интернистички аспект последици врз белите дробови, преживијани миокардни инфаркти, затоа што вирусот на некој начин ја зголемува способноста и потенцијалот за стварање тромби, помали или поголеми микротромби кои делуваат и на самите бели дробови, делуваат и на миокардот и она што како невролог го гледам делуваат и на мозочниот паренхим, така да се имаме зачестени мозочни удари и зачестена васкуларна деменција кога вирусот буквално ќе го изрешета мозокот и ќе направи така наречен еталакунер или статус лакунарис, каде што имаме сериозни оштетувања и последици. Од друга страна, имунолошките реакции се многу значајни. Имаме зголемена инциденца на мултипла склероза, бидејќи тоа аутоимуно заболување на еден Гилјен-Баре синдром или Ландриева парализа. Тоа е парализа која настанува како последица на инфекција од вирусот. Но, гледано на подолг период, се разбира дека последиците ќе зависат од тоа дали здравствената служба ќе има потенцијали и капацитети, поготово ние во овој дел што се занимаваме со менталното здравле, психолози, психијатри, социолози и слични и гранични области, гранични дисциплини, дали ќе исполниме задачата пред се да го заштитиме менталното здравле на граѓаните и друго да направиме harm reduction, односно да ги намалиме негативните последици кои евидентно постојат, со цел тие да бидат што помали, пократкотрајни и голем дел од оние луѓе кои прележале, поготово потешките форми на инфекција со COVID-19 вирусот, да останат со помал број органски телесни последици од самата инфекција и уште поважно да останат со што помалку последици врз нивното ментално функционирање. Ако се зборува во проценти, колку е зголемен бројот на пациенти кај вас? Колку често луѓето доаѓаат и бараат помош токму за менталното здравје, токму од ова што пред малку го зборувавте? Дали е тоа некоја аларма? Тие бројки не можат да бидат никако апсолутни. Јас за жал имам зголемен број на пациенти, скоро околу 50% повеќе од вообичаено пред пандемијата. Не е причина само COVID инфекцијата, туку за жал слабо или неадекватно функционирање и на другите здравствени служби, односно специјалности, бидејќи голем дел од лекарите, од пациентите, односно на пациентите, лекарите не им се достапни, се работи онлайн, се издаваат рецепти преку телефон, преку шалтер, што е недопустиво. Ако ние лекарите не знаеме да се заштитиме, односно медицинскиот персонал, па кој тогаш ќе знае? Јас велам, во вакви ситуации, не само епидемиолозите, не само инфектолозите, не само оние кои се занимаваат директно со COVID инфекцијата, туку и сите други здравствени служби треба да сме на висина на задачата и силите, барем нашите кои не се толку засегнати, афектирани од самата COVID инфекција, тие усилби да ги зголемиме, затоа што и другите заболувања се мощно чести и таков коморбидитет, односно и COVID инфекција и другите хронични органски заболувања доведуваат до се поголема смртност. Од тука апел и за колегите. Разбирам дека се исцрпени, дека здравствениот систем, ајде не кажем дека е во колапс, ама е во сериозен проблем кој го наметува не само кај нас и во светот, максимално да ги ангажираме и постоечките човечки ресурси за да излеземе колку толку успешно на крај со оваа пандемија. Еве, докторе, кога ќе дојдат пациентите кај вас, што прво ве прашуваат и на што најчесто ви се жалат? Што ви велат? Се чувствуваат немоćни, изгубени? Стравот и несигурноста се доминантни.
Imam pacijenti koji velad ne može da dojde na pregled, ne čustva silen strah zato što postoji pandemija koja je već 2 godine. Koga velim deka slobodno može da dojde, nije koga su mu v kontakt sa pacijentite, stava maska, vizir, neposreden kontakt i ti vlegovat so maska, zaštita preko vakciniranja, su primanje na site vakcini, site se dobri, site se efikasni, nema nekoja bitna razlika pomeđu njih. I na nekoj način gi ohrabrujeme da pobarat zdravstvena, specijalistička, psihološko-psihijatrijska pomoć baš zaradi tije simptomi koji čuvaju. Strah, nesigurnost, a što ako se inficiram, da li nekoj bliski njimi završili smrtno, završili tragično, ti naviste nekoj ljudje virus od blagi simptomi, načesto narušen čustvo za miris, za osjet, za vkus. Međutim, kaj drugite, to se seriozni infekciji i za žal imame, među 3-4 vodečki sme vo Evropa po smrtnost. Verojatno zaradi naša ta nediscipliniranost i neodgovornost su razni masovni sobiranja i nepočituvanje na preventivnite merke od jedna strana. Od druga strana, naš zdravstveni sistem niti je bogat, niti je i so aparatura, so oprema i so tehnika, pa i so kadar za da može pouspešno da se spravi so COVID pandemijata i so posledici tog istota vopreki site realni i napori koji dobar delo zdravstveните работници ги вложуваат во борба против пандемијата. Докторе, како да се остане здрав и психички и физички во време на корона? Што е тоа што треба да го правиме како граѓани? Јас велам дека природата на некој начин ни враќа. Zato što je uništuvame, zato što bezočno se gradi, zato što urbanističkata mafija stava zgradi do zgradi, zato što nemamo dovoljno kislorod, zato što nemamo zeleni površini, zato što dišeme grad 100.000 žitelji da ima 80.000 vozila koji zagaduvate enormno, zato što nemamo zdravstvena kultura, priroda te ni vraća. Jas dobar del od moje to slobodno vreme go pominuvam vo priroda na selo kada što izvršavam nekoj, verujem, korisne raboti za našite građani. Međutim, tamo vo cijelio toj kraj ne vidov inficiran od COVID, ne vidov nekoj da se plaši od COVID infekcije, ušte pomolku imaše barem jedan smrten slučaj. Ako nije kako sardini živeme na mal prostor, togaž virus od koje kapljična infekcija, što vele Hrvatite, ako se prenesuva preko nosi, preko usta, preko gornite respiratorni patišta, toga šta nepotrebna blizina vo fizički smisol go zgolemuva rizikot od infekcije. Pogotovo od novi omikron soj, virus stalno mutira, nekoga še poveće, nekoga še pomalku patogen. Ovo je mnogo virulenten, znači pobrzo se širi infekcijata, no za sreća simptomite se poblagi, odnosno pomalku je patogen virusot. I od tuka, ako je ova točno, a verujem deka je točno i tvrdam deka je točno, togaš, ajde da se vratime vo prirodata. Ajde da dišemo čist vozduh. Ajde da se fizički da se distanciramo. Ti ne možete vi na kvadratni 500 metra vo gradu ki imate 500 ljudi, a na selo ki imate 5. Togaš, virus od koliko god da je virulenten i patogen, nema da ima možda da se širi na toj način. Oti nije koga zborome, tije flige ovi kapki na metar do 90 santima, toliko može da se širat. Vetrot ne može da gi nosi. Znači, generalna ta preporaka, ajde da se vratime kon izvornite, prirodnite živenje vo sklad so prirodnite zakonitosti. Nema potreba da proveduvame po svadbi, po verski sobiranje i ostalo, pogotovo ovakve situacije. Amo ima potreba golem delo slobodno to vreme da go pomineme vo priroda. Sportski, rekreativne aktivnosti, šetanje obično neka bide od jedna strana, od druga strana malku medijumete, pišuvejki do golem broj od njih senzacionalistički, vlevat strašna panika i stravka i građanite. I zato velam, pomalko bidete žrtvi na elektronskite medijumi, poveće bidete žrtvi na zeleniloto, na prirodata, na pticite, na trevata, na vodata, na jezerata, rekite, zato što sve to i vo psihička smisla, i vo organska smisla dava podobro zdravlje i podobro spravuvanje so sama ta epidemija.
За крај некаде за нашиот разговор не можеме да ги одминеме антиваксерите. Кажете ми, имате ли дефиниција каков е менталниот склоп на луѓето кои што одбиваат, односно се против науката, а во исто време пропагираат да не се прима вакцина? Кратко речено, егоисти, неинформирани, дезинформирани. Со 3 збора. Ако имам карцином и не сакам да се лекувам, карциномот не е заразен. Тога што е моje право дали ќе се лекувам или не. Меѓутоа, ако имате заразна болест, која вие ќе бидете како вектор преносител, кај вас може нема да се манифестира. Меѓутоа, кај другите луѓе може да е смртоносен или опасен по живот со бројни последици од самата инфекција. Кој ни дава право да не го почитуваме законот за јавно здравје? Во вонредни услови важат вонредни закони и тоа е јасно прецизирано со законот. Размислување дека Бил Гейтс со ц ќе не чипира, дека не знаеме што има во вакцините, ама знае што има во цигарата. Во виаграта знае што има, не знае што има во вакцина. Во вакцина има атенуиран вирус или секвенца од вирусот кои се способни да предизвикуваат имунолошки одговор, а да не предизвикуваат инфекција. И ниедна фармацеутска компанија, ниедна земја нема да дозволи да се вакцини да се продават кои ќе има штетен ефект. Понекога се можни вакцинални реакции, тие се благи, промилливи. Дали малку рамото ќе ве заболи, дали ќе имате блага температура. Меѓутоа, бројките, фактите, науката зборува дека вакцината не може да не заштити од контакт со вирусот, ама ќе не заштити од потешка клиничка слика од смртност. Смртноста кај невакцинираните е 11 пати поголема од што кај оние кои се вакцинирани. И обично оние кои се вакцинирани умираат од компликации разни заради постоење на коморбидитет на други телесни болести кои се потенцираат при ковид инфекцијата. Затоа апелирам на граѓаните, немојте да се информирате од Facebook, од социјални мрежи, односно науката е во овие книги. Не во она што секоја ала и будала, јас така велам, ќе пишува и без да биде казнеш, со ширење паника. Не достигаше ли нешто кога на училиште доаѓа медицинските сестри и ни дава вакцини, после вакцините продолжуваме со настава. И сите тоа го знаеме, дека е така. Дали има сме некој познат случај, изузетно, на 1:1.000.000, дали ќе има случај на некоја сериозна поствакцинална реакција. И сето тоа, научници од ова откриле од ова, нити такви научници постојат кои откриле дека вакцината е смртоносна, дека предизвикува аутизам. И тоа е еден вид на психолошка војна, каде што законот и власта треба да се справи енергично со таквите личности кои сматрам дека на некој начин се и самите параноидни, и дека не смеа тоа да го чинат, и тоа е злосторство против човештвото. Докторе, ви благодарам. Ви благодарам и вам.